Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Голема акција на финансиската полиција се вршат претреси на 8 локации во Прилеп. Од петок, 18 овој месец, трговците ќе бидат обврзани да ги објавуваат цените на своите производи на официјални веб страници. Јавното комунално претпријатие Комуналец Прилеп постави поголеми контењери на 5 локации во градот. Утре вечер джез со Клод Болинг во фоајето на Цепенков. Ракометниот клуб Прилеп со Тиквеш, Охрид и Аеродром во групната фаза од националниот куп. Времето денеска променливо и врнежливо. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанов. Управата за финансиска полиција денеска врши претрес на 8 локации поради сомнежи поврзани со финансиското работење на Прилепската болница, информираат од јавното обвинителство. Основното јавно обвинителство Прилеп постапува во предистражна постапка поради сомненија за кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување, а поврзано со финансиското работење на болницата. Обезбедени се наредби за претрес на 8 локации, а действијата ги презема Управата за финансиска полиција. По претресите, предистражната постапка ќе продолжи со други действија за обезбедување докази, соопштуваат од основното јавно обвинителство Прилеп. Минатата година, новото раководство на Општата болница со проширена дејност во Прилеп изјави дека установата има наследени долгови од 193 милиони денари и блокирана сметка. Тогаш финансиската полиција почна да го проверува финансиското работење на болницата. Според првичните информации, станува збор за проверки на јавни набавки и тендери во болницата во период од 2020 до 2024. Претресите се вршат со цел да се пронајдат докази во истрагата и документи поврзани со сомнежите за злоупотреби при јавни набавки. Од петок 18 овој месец, маркетите, аптеките и продавниците за техника и мебел ќе бидат обврзани да ги објавуваат цените на своите производи на официјални веб страници. Оваа обврска произлегува од измените на Законот за заштита на потрошувачи. Министерството за економија, заедно со усвојувањето на измените, изготви правилник за начинот на објавување на цените и податоците кои треба да се објавуваат од страна на малите, средни и големи трговци. Според правилникот, сите трговци кои вршат дејност трговија на мало, ќе треба јасно и на лесно достапен начин да ги прикажуваат цените на своите производи на посебен дел од својата веб страница,
кој ќе биде посветен на ценовникот. Цените на производите ќе треба да бидат достапни без потреба од регистрација или логирање на веб страницата. Објавените информации треба да ги вклучуваат тековните продажни цени, единечните цени, промотивни или попустни цени и за секој продажен објект ќе се наведуваат податоци како што се редовната цена, износот на попустот и време траењето на промоцијата или попустот. Цените ќе треба да се ажурираат на дневна основа најдоцна до 10 часот секој работен ден. Во случај на техничка грешка при ажурирањето, трговците ќе мора да ја коригираат грешката во рок од 24 часа. Поради поголема количина на создаден отпад од домаќинствата пред великденските празници, јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп ги информира граѓаните дека се поставени контејнери од 5 метри кубни на следните 5 локации во градот. Пред мостот кај касарните, пред интернатот, наспроти автомото Сојузот, позади паркот кај основниот суд и позади спортската сала Македонија. Целта е дополнителниот отпад да се одлага во овие контејнери. Воедно од јавното комунално предпријатие Комуналец посочуваат за отпад од текстил граѓаните да ги користат видно обележаните контејнери од колективниот постапувач Тексомак, распределени на 15 локации во Прилеп, додека пак за стаклена амбалажа да ги користат игло контејнерите од колективниот постапувач Пакомак. Джез вечер со Клод Болдинг ќе се одржи утре на 16 април, среда од 19 часот во фоејето од Центарот за култура Марко Цепенков. Ќе настапи Тот квартетот Стојанче Косовски труба, Емилија Кабранова Филипова пијано, Зоран Павловски контрабас, Филип Шурбевски тапани. Тот свитата на Клод Болинг за трубач и джез пијано трио напишана е специјално за францускиот виртуоз трубач Морис Андре, кој премиерно ја извел во 1980 година и е важно дело во репертоарот за труба, е едно од најтешките каде трубачот свири на 5 различни труби. Тот квартетот концентрираат од 2020 година. Ракометниот клуб Прилеп ќе разигрува со Тиквеш Охрид и Аеродром во групната фаза од националниот куп. Турнирот ќе се одигра на 26 и 27 април, а победникот ќе обезбеди пласман во F4 Куп на Македонија. Интересна е и групната фаза за Прилепскиот суперлигаш. Таму ќе бидат екипите на Охрид, Тиквеш и Аеродром. И додека трае плей-аутот за прилепчани, продолжуваат и договорите. Овој пат во клубот останува и Томислав Квастек. Хрватскиот кружен напаѓач се обврза на верност од уште 2 години со прилепчани, следејќи го трендот и на останатите звезди како Денис Шабановиќ, Владан Кастратовиќ. Квастек стави подпис на договор до 2027 година со тимот, кој е на добар пат да обезбеди опстанок во елитата. Инаку во одлучувачкиот меч за купот, ракометниот клуб Прилеп ќе се пресмета со Охрид. Временска прогноза. Времето денеска предпладне беше облачно со повремен локален дожд. Попладне облачноста ќе се намалува. Во Прилеп променливо облачно со повремен дожд. Минималната температура се спушти до 8, а максималната ќе достигне до 14 степени. Во наредните денови следува период на променливо облачно и нестабилно време со повремени локални врнежи од дожд. Наместа ќе има услови за појава на грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен јужен ветер. Временска прогноза. Следевте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничко водство Никола Димески. Продукција Радио Пела, април 2025.